вечер следите Политиканти, јас сум Боријан Јовановски, кој не знае која епизода е поред, а мислам дека ни са сезона, не сум сигурен. Во секој случај, вечерва сме во студиото, заедно со... Јас сум Сашо Ордановски и ние сме четврта сезона, ова е 8 епизода. Ние сме до ние споровозни подкасти. Не сме као Мичо и Мечка кои секоја вечер дерато имаат по 250 епизоди годишно. Ние така малце домачински, по-споро, по-смирено, не може се на трчење да се прави. Но мама, денеска мислам доволен на ситуација, бидејќи градот е исчистен. Светла. Тоа вака дава еден адреналин, друг квалитет, друга динамика, нели? Па види, мислам дека ова е првиот ден, односно вчера беше првата вечер, мислам дека со тоа ќе не забавуваат барем едно 2-3 недели. Така што да им остави малце простор, Борија, не може да се каже дека градот ишчистен. Нема тоа да се прослави. Па ја не знам дали вечер има директен пренес од негде. Јас следам театар, студирав компаративна книжевност, малце нели теории на книжевност и така натаму. Види се што ти кажам, она вчера уопште не е за шала што се случуваше. Таму има приказка, таму има еден наратив кој мислам дека се надоврзува на оние тези пласирани од, како што добро знаеш, дератизација на општеството и така натаму. И мислам дека ова е една најава за едно чистење на општеството од се што не мисли како што мисли владеачката класа, односно елита. Односно нешто што гледаме како завршува сега во Србија. И што произведува како последица во Србија. Јас не можам политички да ја проценам, но нивото, степенот на поларизација која го сведочиме во Србија е резултат на една таква политика, кога чистиш се што мислиш дека не мисли, односно што не е во согласност со политиките на власта. И мислам дека она шоу пред салата Борис Трајковски вчера е апсолутно ја содржи таа порака. Не знам дали се согласуваш, не знам дали јас говорам од позиција на, како да кажам, човек, новинар, родител, истрауматизиран од едно време кое го живеевме и колку сум објективен во таа моја проценка, но интуицијата ме води во таа насока. Борјан, ја морам да ти кажам дека не се согласувам, ја просто не сум сигурен и што мислам ја по тие прашања. Ја мислам дека Мицкоски со Вучич не може да се спореди, освен во амбицијата на Мицко да го глуми Вучич. А не тоа. Ние вечера во вториот дел ќе разговараме во детали за Србија и така. Вучич има една екстраординарна кариера и во балкански, и во српска смисла. Тој е веќе 10-20 години, 30 години ја на власт, јас со власт и така натаму, што не може да се каже за Мицковски. Второ, види, капацитетот на Мицковски, целата негова екипа и така натаму, тој е главно втори, трет ешалон. Не гледам дека он, не можам да го проценам, знаеш како, разговарам со разни луѓе. Не можам да го проценам Мицковски во смисла на тоа дали во себе носи доволно голема злоба за да може да влезе во такви проекти на чистење. Ја мислам дека е ова повеќе една операција, за тоа секогаш ВМРО го бивало, повеќе една операција на пиар. И они се разбираат у тоа како, знаеш, дента која ти објавуваат Европска унија извештај, ти да правиш циркус со чистење на улици со црево. И за тоа се мајстори, мислам, со оглед на оваа нашава јавност таква каква што е. Него му е јасно дека нешто мора да прави, откако апсолутно се што можеше освои.
Ja мислам дека сега ќе направи некакви ротации у владата, речи си сум сигурен дека Тошковски ќе оди на место на министар за правда, дека веројатно министерот за одбрана ќе оди на министер за внатрешни, дека министерот за ова ќе оди министер за она, некого ќе тргне од владата, ќе видиме Влен, знам и така натаму, ќе се занимава со тоа и ќе се занимава со она што тие знаат дека дава резултат. Бидејќи не можат да го реформираат судството на начин каков што е предвиден со препораките на Европската унија и така натаму, они ќе се бават со апсења сега. Зашто? Затоа што апсењата се атрактивни. Пак ќе ги вклучат камерите, пак ќе бидат тоа директни преноси од овој од оној. Во оваа држава, за среќа, за жал, за нивна среќа, за нас жал, има колку сакаш луѓе кои што можеш да ги... Но не гледам до сега барем, Јас слушам твојата загриженост. Вчера и со Мечка разговаравме, и уопште тој разговор се води. Не гледам, знаеш како јас ги знам компонентите како што сите ние ги знаеме, јас ги знам и од теорија, што значи да си автократ, овие не ги исполнуваат се уште некои од клучните компоненти околу тоа. Види, македонските медиуми се на услуга, но не се некритични. Значи ти се уште во македонските медиуми, дури во главните, многу поразлично од последните години на Груевски, значи таму немаше ни обид за ништо такво. Второ, окупацијата на олигарсите што ја направи во претходните мандати која беа на власт, сега повеќе соработуваат и олигарсите, особено овие десетина, им се повеќе на услуга, биќе имат заедничка цел да не влеземе во Европска унија. Бидејќи нормално тие си го штитат интересот, сме го разговарале тоа 100 пати и немам тука што да им се налутам на луѓето. Он има еден наратив кој што нас не уназадува со генерација, сега доаѓа на нова генерација и околу тоа се плашам. Наративот е дека сме жртва. И ако успее тоа да им го накалеми новија млади луѓе кои што сега надоаѓаат, да не спомнувам имиња, видовме ние што се случи на избориве и кој како и така натаму, мислам дека таа работа други лидери ќе ја направат, бидејќи сите околу тоа кружат како некаква лесна остварлива цел. Ние сме жртви, сите не мразат, бугарите не кочат, грците ова, знаеме, тоа веќе 30 и Ма не 30, 130 години. Сашо, види, види, и тоа тоа е политичката опасност за мене. На автократите што ги води до да се радикализираат во таа недемократска смисла. Комплексот на инфериорност и нивната изолираност. Немој да мислиш дека целиот одиум кој се создаде околу извештајот на Европската комисија за цел регион, кој стварно им даде крила на Албанија и на Црна Гора. И го направи процесот на проширувањето и приклучувањето на земјите од Западен Балкан известно како никогаш до сега. Тоа е факт. Значи, излезе и веста дека во Брисел веќе го подготвуваат договорот за приемот на Црна Гора. Значи, приказките кои до пред некој месец уште држеа вода. Нема врска, тоа Европска унија нема да се проширува, бла-бла. Тоа веќе, таа приказка не држи. И затоа ја имаш реториката и политичкиот став изразен со неа на Мицковски. Пази, тоа се случува, тоа е преседан. Кој го наречи извештајот извештајче и механизам за притисок. Види, тоа Груевски не си го дозволил, дури никога во извештајот бевме оценети како заробена држава. Имавме еден извештај со дедент, дека сме држава, Македонија, процесот е во дедент, а следниот извештај беше state capture. Вучич чисто, со сите критики, никогаш не си дозволил така да го дискредитира тој толку ефикасен механизам на европскиот политички механизам на европскиот континент. Ја види, и при тоа уште имаше и тоа, дека не може да го поднесе моментот дека Албанија оди напред. Па, вика, добро, Црна Гора, окей, ама
ние и Србија сме втори. Како успеа тоа да не спакува нас и србите? Вучич се дави во европските, барем во тој контекст на европските интеграции, а и по сите други основи. И ние и Србија сме втори. И стварно не разбирам. Протолкувај. Види, значи, ние Србија сме заедно, пакет сме. Што е работа? Со ова се што го кажуваш. Да. Ја делумно се согласувам во висок степен. Но морам да ти кажам дека кога ќе ги погледаш фактичките механизми, како се владее автократско-диктаторски, Мицкоски се уште не ги исполнува за разлика од Вучич. Прво види, автократиите се многу подпрени на кешфлоу. Значи, за да можеш да владееш автократски, па и диктаторски, ти мораш да имаш секојаш една крава која што ќе ти молзе млеко во кеш, бидејќи тоа се кеш базирани политички системи. Ти плаќаш луѓе у кеш, не ги плаќаш преку сметкови учаци или нешто се. Кога ќе споредиш Македонија со Србија, значи тоа се случува во Србија, не се случува во Македонија, дури не се случува се уште. Тоа се случуваше во времето на Груевски, овие не дека не знаат како тоа да го прават, но не го прават. Второто е, мораш да имаш, како кажам, сигурни механизми за насилство и за репресија. Нашата полиција нема таков ниту капацитет, ниту таква политичка контрола да може на тој начин да биде злоупотребена. Не разговараме ние само за механизми кои се официјални. Знаеш како, Вучич има на располагање батинаши. Значи, он има бригади кои што се... дозволи сега да ти... Па чекајте, сакам да ти кажем споредбата кога да правиме. Значи, Вучич има батинаши кои што се за тоа платени и ги употребува. Овие немаат. Тоа се овие, кај нас тоа понекогаш биле фудбалските навивачки групи, тоа во принцип на цел Балкан се тие творевини на удба. Тоа ние сме го посведочиле, 30 години нема. Второ, види да ти кажам, нешто што го прави Вучич, го прави и Мицкоски, демобилизира опозицијата. И тоа е еден процес кој што бара знаење, кој што бара валкани договори, опозицијата кај нас гледаме дека во тоа учествува само волно со иницијатива, мислејќи дека има некаков договор кој ќе се испочитува. Опозицијата нема идеја. Сакам да ти кажам, во Србија тоа е многу порадикално отидено напред. Четвртиот критериум, ако сакаш, ако ме прашаш, е и тоа е нешто што може би е најкомплексната работа у автократите. Види, можноста режимот да ти ја контролира кариерите, да ги контролира на граѓаните. Значи, од режимот да ти зависи како ќе напредуваш социјалната мобилност, дали ќе станеш ова, она. Во држави во кои што таква е во голем дел Србија, но Македонија ти е, знаеш како, 2/3 од се што се случува е државата. И ти имаш механизам до знаеш, тетка ти, сестра ти, снаа ти, зетот, да ти контролира. До таму кај ќе ти се упише детето на школа, дали ќе добиеш стипендија бесплатна, дали ќе добиеш... Па како е направено Кочани? Како се случи Кочани? Сакам да ти кажам, тоа е молк во Кочани. Се согласувам, јас само се обидувам да ти објаснам каде сме слични, каде сме различни. Контролата врз медиумите е исто така клучно. И тоа ние сме го разговарале, кај нас таа контрола се распадна после Груевски, но се уште, особено овие традиционални клучни медиуми, се на услуга. Тоа што не го прават до крај со контрола на медиумите, успеваат со една масовна индустријска ботовска машинерија. Имаат безброј своји платформи на интернет и така натаму. И види, шестото правило е уствари нај како да кажам чувствителното, и тоа на Мицкоски му представува проблем. Значи секој автократски владетел, да не кажем овие диктатори кои што ти не можеш да кажеш дека Путин например е автократ, Путин е директен диктатор, околу тоа нема никакво сомнение. Мора да имаш, тоа го зборував минатиот пат. Мора да имаш еден бунар во кој што ќе ја фрлиш кофата, вадиш вода, идеи, наратив, со кој го полеваш општеството, кој е наратив кој што е твојот за тоа е ова, ќе бидеме горди. Не попуштаме на притисоци. Тоа е бунарот во кој што... Дозволи ми саш. Сега сакам да кажам, само да поентирам на крај, види, кој ќе ги наброи сите овие работи. Мицковски е до некаде стигнат во некој од овие критериуми, но во повеќето не е. И сега ние сите се бавиме помалку со
Проценка на неговата личност. Личноста е секогаш важна, особено кога имаш партии во кои што авторитетот на лидерот е неприкосновен и никој таму не праша што и како, но се уште не е стигнат до таму. Дали ќе ескалира, не знам, Борја. Добро, не, види, друго сакам да види сега. Сакав да го искоментирам извештајот на Европската унија, мислам дека е многу важно. Добро. Затоа што ми е поентата. Извештајот на Европската унија на комисија го пеплоса, го сруши целосно наративот кој почна да се гради кога она акција која тргна за да се спречи уставните промени кои би довеле до почеток на преговори, а тоа беше Европа ќе ја донесеме сами дома. Значи, они се веќе години и пол на власт. Ово извештај е тоа во судството, како што, мислам, и овие клучните реформи, гледаме дека нема никаков напредок. И полицијата е многу критизирана. Да, и човековите права. И уопште антикорупцијата и така на борбата против криминалот. Кој ви брани да се реформирате? Еве, добро, го земаме извештајчето за небитно. Не сакаме во Европска унија, ни требаат реформи, ќе ја донесеме Европската унија сама. Имаш пар екселанс механизам за тоа, планот за развој, кој ти дава пари толку колку што ќе направиш реформи. Значи, не мора да станеш членка на Европската унија, евентуално ако некојаш се сетиш дека ти треба, окей. 17 милиона земавме. Албанија зема 100. Друго, што сакам да кажам. Може да одма да разговараме за парите, пошто тоа често се... Чекај, затоа што имаме и гостини и овакво. Не, добро. Да. И значи нема резултат. Од друга страна, гледај кој е квалитетот и кој е важноста на преговарачкиот процес. Ади Чемера ги преска го споменавме од Европската иницијатива за стабилност, имаше една анализа. Реформите во Црна Гора, со самото тоа што поизвестно станува членството, во последната година се направени толку многу реформи во Црна Гора, колку што во истата земја се правени за 5 години уназад. Знаеш дека познавам ситуацијата во Црна Гора. Веќе не е таму, како да кажам, сега, овој притисок кој го прави, ја прави известноста за следување. Веќе јавноста пази на секаков детаљ. Во извештајот се критикувало дека во таа институција директорот е назначен, дека таму имало решение. Целата јавност се мобилизира за да бара тоа да се реши. Тој проблем. Затоа што никој нема намера да, како да кажам, да биде заложник на некаква глупо партиско решение кое таа институција ја обременува. Албанија денеска го гласаше законот за родова еднаквост. Опозицијата не, како тоа албанската традиција ќе се нарушела, семејството, не знам што, го донесе законот, Сашо. И на крај Рама пак ќе добие поддршка од јавноста за тоа. Затоа што известноста за членство во Европската унија, каква што е 2030 година, која еве го кае, менува се. И сега, тоа е проблемот кај нас. Ние треба да го решиме тоа. Бидејќи види, не можеш како тетка да седиш и да викаш како Европската унија е нефер и како не е принципиелна и да им ја пушташ председателката со незините стварно банални тези кои да им држи лекции колку се они непринципиелни. Мислиш председателката на државата наша. На државата наша. Види, значи тука мора таа одлука да ја донесеме. Фер е да речеме не сакаме. Ама имаме ли проценка дали можеме да се реформираме сами? Или сакаме Европската унија да биде подобра. Океј, ама не можеш ти Европската унија да ја направиш како навивач. Не можеш ти да седиш на трибина и да наложуваш какви ќе бидат правилата на играта на теренот. Не, ти мора да станеш субјект во играта, значи тим,
фудбалски, да научиш фудбал и така, да влезеш на терен и таму после да речеш, абе видете сега, офсайд, дај, вар, ке користиме, нема вака така. Ама не можеш како навивач. Значи, како навивач можеш да јадеш хот-дог. Абе види, Борјан, целата анализа ти е точна, само што се потпира врз погрешна предпоставка. Погрешната предпоставка е дека ти мислиш дека они сакаат да влезат во Европска унија. Не. А дека наидуваат на дозволи. Ама јас не мислам дека они сакаат. Па бидејќи не сакаат. Не. Па бидејќи не сакаат. На што се потпира тогаш твоја анализа? Дозволи ми. Проблемот е манипулацијата со јавноста. Не мој бе. Во јавноста страшно, срам да име. Чекај. Па се разбира дека манипулираат. Никогаш власта не излегла да каже ние не сакаме во ЕУ. И гледаш дека ги добива сите избори. Имено, ги добива затоа што упорно тврди дека сака во ЕУ, ама нас не сакаа. Па тоа е одличен наметнувајќи на патетична. Па тоа е одличен наратив за остадување на власт. Се разбере? Па значи оние не ветуваат влегување во ЕУ, оние ветуваат дека ќе останеме горди. И тоа го испорачуваат. Јас се обидувам. Дефиницијата на гордост оние дава. Сашо, полека прво. Се обидувам на јавноста да ја помогнам да не биде манипулирана. И мислам дека нашата мисија во таа смисла е многу важна. Ти, ако мислиш дека јавноста која што ја контролира ВМРО има шанси да се превоспита, да и се отвори некаква чакра. Па види се што, па тоа ще одма да овде, пошто јонака. Добро. Така и да си одиме, тоа е. Па си одиме, па тоа е, па имено тоа се случува, си одиме. И тоа со стотици илјади луѓе годишно. Значи власта практично посредно ти вика види, ова е нашиот наратив. Добро, тој не мислиме во минат. Ако да не, ја не сум прециничен, види. Ако не ти се допаѓа, спакувај ги куферите и да те нема. Тоа е цинизмот, Сашо. И тоа, па не е цинизмот, тоа е реалноста во Македонија. Цинизам. И време е гостинот да го најавиме. Добро, мислам, дали е време, секогаш ќе биде време, мислам, но сакам да ти кажам дека затоа не мрдаме никаде. Затоа што погрешни се претпоставките. Затоа што јавноста е манипулирана. Значи никогаш не се случило. Како што е со ѓубрето што беше. Ама го изгнасија градот за да го исчистат. Феноменална стратегија. Феноменална политичка стратегија на начинот на кој што Ама знам, ама ти што добро, да. Тој како Трамп кој им вика дека не се секретите таксите што ги воведувам у цел свет ќе ги платат страниците. Па да ги пофалиме вече, не знам што ти кажа. Па ја ги фалам за ова за оваа пиар кампања која прават за останување на власт, ја играат одлично. Види, како да ти кажам, ако тоа им проаѓа во јавноста очигледно дека им проаѓа 100%, зашто би се откажале они од тоа? Зашто воопшто би влегувале во ризик да се договараат со бугарите, со еден партнер кој инаку секогаш може да ти изненади со затоа што наскоро ќе се соочат со развојот на Албанија и Црна Гора и промените во друштвото. Баш да видиме. Добро, ќе видиме. Политиката ти викаш 2030 овие ќе влезат. Ден се 2025 и седи сега овој таму кабинет и викаш што бе 2030. Па тоа вика ја од 2030 нема да бидам воопште тука. Не е време, не мислам стварно тој како не е време за тој цинизам. За тоа ти кажам. Иначе јасно би е што го кажам. Не, има лек за тоа, не е тоа цинизам. Кој е лекот за тоа? Зоран Мамдани се вика. Не се вика зборење за Европско унија. Се вика левичарски популизам. Ти мислиш дека овие што се сега левици во Македонија, дури овие што формално се левици. На тоа се оди со демократски социјализам. Не ми кажи ти, ја не ти кажам што е мојата преференција, дали ја го сакам или го неќам тоа. Ја ти кажам дека метод. Истото тоа го правеа. Истото тоа се случи у цела Европа. На крајот левицава, под наводници да ставаме, ова центар лево што е, почна да се менува не врз основа на овие наративи ти што ги кажуваш, туку врз основа на учење на лекциите како десницата доаѓа на власт. Добро. И за тоа се треба може да направиме, мислам, емисија од 10 сати. Меѓутоа почна да ги напуштаат овие, да не бидат добрите тетки кои на внуците ќе им каже види, не е убаво што го правите, па види Албанија ќе влезе во Европска унија, ние не влезе срам да ви. А овој вика Сиктер мори. Така теткински. И доаѓаат избори и овие тепа 10-0. Ти свесен си дека туку што излеговме од избори кои што овие завладеа со 55 општини. Да. Претходно имаат апсолутно мнозинство во парламентот. Оваа теткава која што е председател на држава наша и така натаму, таа ја победи со 400 и кусури гласа. Како да ти кажам, сега на тоа ние држиме лекции за Европската унија. Немам ја намера никакви лекции да држам. Јас кажувам факти. Факт е развојот со кој се факт се парите. Значи зборуваме за пари бе, Сашо. Ако сакаш така, да бидам по... Знаеш што вика тони да тоа? Тоа се вашите факти, ние имаме други факти.
Кој вика тоа? Овие што се на власт. И левичарскиот популизам исто. Да, овие што се на власт, но и таму во Америка викаш ја имам алтернативни факти. Ама како вика може да се избројат дека снимале најмалку луѓе на инаугурација? Не, тоа вика се вашите факти. Ја имам алтернативни факти. Ама види, тоа не е за подценување добра десење. Ало. Тоа е начинот на кој што во моментов се врти светот. И ако мислиш ти дека со екс катедра лекции за сите предности на Европска унија кои се разбира дека се неспорни, дека тоа ќе го еманципира гласачот у Македонија. Ќе го еманципира. Добро. На крајот денот ќе го еманципира. Јас мислам дека постои само еден начин. По потешкиот пат ќе го еманципира. Не, потешкиот пат е да има кој да интервенира. Бидејќи сме ние потпуно излезени од интересот и приоритети на тие што во минатото интервенирага. Кај нас таа приказна нема да се помрне. Не е ни ред да интервенира, ние сме сепак држава 35 години, доста беше, не сме протекторат. 35 години што дека е долго време за држава, па може ли гостинот да го најави да поразговараме? Ама затоа што те нервира ова што ти го зборам или зашто што? Не, затоа што сум болен и гостинот не чека и не гледа, не е згодно. Повели најави го ти. Туку гостинот е точно експерт за сите за дело да работи што ги разговараме, секако еден од најдобрите експерти во регионот за Европска унија, интеграција и така натаму, а бидејќи ни доаѓа од Белград, а ние овдека нон-стоп малку пет се свртиме на Вучиќ да го анализираме и така натаму, при што ја признам дека сум у тотална збунка околу тоа што како ќе биде целата таа ситуација. Вечера со нас е Срđan Мајсторовиќ. Срđan, добро вечер. Добро вечер. Кој што е експерт за евроинтегративни процеси, поранешен член на во високи функции во Србија околу српскиот евроинтегративен процес, кој што Срđan е тоа тие ние сме у мртва трка со Србија, кој оди и така натаму. Нема да го прашуваме за тоа што мисли за македонските евроинтеграции, бидејќи во суштина навистина сакаме да поразговараме за тоа што се случува во Србија. И не само во сферата на евроинтеграциите, бидејќи ние сме, како што гледаш, имаме еден жив подкаст во кој ја и Бори да се полемизираме околу многу работи. Не испоти. Морам да ти кажам дека јас немам проценка, следиме сите 30-40 години ги следиме ситуациите и така натаму. Освен што знам дека со една група оценка ќе влезам околу дека Србија како еден тежок камен потонат на дното на морето го држи целиот регион сите овие години, децении, дури и после оние непријатни работи во 90-тите, војните така натаму, се уште заради тоа што Србија не мрда, не се модернизира, сите овие, да кажем, помали држави околу се во некаква магла и така натаму. Што се случува во моментот во Србија? Како би опишал ти ситуацијата, бидејќи овдека се следи се? И мислам дека и овие луѓе што не следат вечерва и што ќе не го гледаат потоци, прилично знаат за тоа што таму се случува. Но која е твојата оценка за почеток? Србија е данас у едној од најтежих политичких криза у савременом овом периоду. И оно што е посебно драматично е што у овом тренутку нико не зна како ќе таа криза завршити. Оно што имамо у последних годину дана на улицама Србије јесте jedna želja za pravdom, jedna želja za demokratijom koja je u međuvremenu evoluirala u želju za osvetom. Dakle, politika je izašla iz institucija, institucije su zarobljene već više od 10 godina, mediji su zarobljeni, bezbednosne službe su u funkciji jedne stranke, a ne države. Ekonomija je pod kontrolom stranke, odnosno vladajuće koalicije. Dakle, svi resursi na kojima počiva jedna savremena vlast su u rukama jednog čoveka i jedne stranke. U takvim okolnostima dijalog, iznalaženje izlaza iz krize dijalogom bit će jako, jako teško. I zato sa pravom, slušajući vas, sam u stvari shvatio da ono zašto se građani u Srbiji u poslednjih godina bore jeste ne samo pravda, već i demokratija. Dakle, želja da se čuje njihov glas, želja da budu uključeni u kreiranje javnih politika, da doprinesu na neki način u politici. I to je jako pozitivan, u stvari, jedan pokret koji menja Srbiju, jedan pokret koji želi da pokaže da stabilnost bez demokratije
nije ništa drugo nego autokratija, odnosno autoritarna vladavina. Dakle, stabilnost koja je zasnovana na demokratiji je nešto čemu ovi građani Srbije već godinu dana sanjaju, i ne samo sanjaju, nego se vrlo konkretno bore na razne veoma inventivne načine koje sam siguran sam pratili vi u Македонiji. Срđане, она што загрижува, вака ја следам последните 3-4 дена, особено од 1 ноември во тој голем собир во Нови Сад, и сега ова експонирањето на мајката на една од жртвите, која се разбира има сериозна гравитацијска сила и просто обединува се. Мајка е и бара правда за незиното мртво дете. При тоа, од она што го нарекуваат Чациленд, пуштаат песми, пошла мајка да тражи сина. Една исклучително морбидна језива ситуација која таа поларизација доведува од она што пак повторно ќе кажам, јас од тука можам да го видам, до просто изгледа како да е Србија на ивицата на понорот, што би рекле вие, на пред имплозија. Има ли, постојат ли такви опасности од ескалација на безбедностната ситуација внатре во Србија, која би довела до, не знам, граѓанска војна? Nisam siguran da je situacija, da će ići u tom pravcu, ali situacija je veoma kritična i Borin, ti si u pravu. To društvo je toliko podeljeno da mi prosto više jako teško možemo da prevalimo taj jaz koji je stvoren između većine građana Srbije i onoga što su lojalisti ovoga režima. Na neki način, na ulicama Beograda imate obrnuti Majdan. Dakle, na Majdanu su se okupili studenti, okupili su se građani koji su tražili demokratiju i podigli su šatore i protestovali su dok se njihove želje nisu uvažile. U Beogradu je to drugačije. U Beogradu je vlast podigla šatore u centru grada i na neki način stvorila jedno utvrđenje u kojem se nalaze neki vrlo neprijatni, da kažem, likovi. Tu su istraživački novinari prepoznali dosta lica sa optužnica, dosta ljudi koji pripadaju u sferi organizovanog kriminala, a koji se predstavljaju kao slobodni građani koji žele da uče. Tako je. Tako da to je jedna, kako bih rekao, situacija u kojoj se donekle moram složiti sa Sašom i njegovom konstatacijom, a to je da je srpski predsjednik izuzetno inventivan kada je u pitanju učenje na tuđim greškama, posebno na tuđim greškama, od Miloševića preko Mila Đukanovića. Imao je dobre uzore u Orbanu, u regionu, tako da on to veoma mudro na neki način kopira ili uči, kažem, na greškama. Ono što je na njegovu žalost izvesno u ovom trenutku je da je većinska Srbija protiv njega i zato je to, i tu da odgovorim na tvoje pitanje, u stvari, Borjan, zato je tu jako teško naći ideološki smisao tih protesta. Tu nema mnogo ideologije, odnosno ima ideologija koja je izmešana, ali ona nije u prvom planu. U prvom planu je prosto borba protiv jednog korumpiranog režima i u tom smislu stvorena jedna referendumska atmosfera, ili ste za Vučića ili ste protiv Vučića. I u tim okolnostima ideologija uopšte nije bitna. Kada se jednom dođe do cilja, a to je uspostavljanje, odnosno ponovno uspostavljanje demokratije, funkcionisanje demokratskih institucija na način kako one treba da funkcionišu, te demokratske institucije će obezbediti okvir i forum za dijalog, uključujući taj u kom pravcu Srbija treba da ide, da li Srbija treba da svoje prirodne resurse proda jednima, drugima, trećima, bez te vrste dijaloga, strukturiranog dijaloga, dijaloga u institucijama, mi ne možemo prosto dalje. Да, ама не гледаме дека ова протестно движење го бара.
Ние не гледаме дека они тражат, дека бараат да се воспостави диалог во институции. Дури не слушнав ни да кажем и на последниот голем собир во Нови Сад, дека бараат и воредни избори сега одма што побрзо. Така што влада една флуктуантна атмосфера помеѓу протестантите, освен што се чини дека тоа е веќе апсолутно мнозинство во однос на оние кои што го поддржуваат Вучич. Меѓутоа недостасува една структурирана идеја за тоа што кој чекор понатаму да се прави. И ние гледаме, импресивно е тоа да вие на секој месец-два имате по 200, 300, 500 илјади луѓе кои ќе се соберат, но политичкиот резултат не го гледаме од тоа. И се е прашање уште колку тоа може да трае. Пазите, Сашо, тоа е јако тешко у ситуацији када воđа, односно режим кој изгубио легитимитет и далje располаже sa svim елементима силе. Dakle, vlast... И наратива. Apsolutno. Мислим, ово официјално и ова што оди по... Знате, kada имате институције кои раде за вас, kada имате медије кои 99,9% раде за вас, толико е посao лакши да управljate sa порукама, sa наративима. Меđutim, ovaj režim je posla sa mladim ljudima koji više ne veruju ni klasičnim medijima. Oni mnogo više gledaju podcast formate, gledaju razne online sadržaje i u tom smislu naravno da su mediji jako važni, ali efekat režimskih medija u tom smislu je jako upitan. Kad pogledate istraživanje javnog mnjenja, na drugom mestu se nalazi televizija po poverenju građana, na drugom mestu se nalazi televizija koja nije pod kontrolom režima i koja se emituje samo na kablu. Dakle, N1, tako je. Tako da... Има едно прашање од гледачи, бидејќи студентите не знаеме што се идеолошки. И еве ти објасни отприлика дека нема такво барање, не може да се формулира такво барање идеолошко во овој момент. Едноставно треба да се сруши Вучич, па ќе видиме што. Сега прашањето само добро. Дали студентското движење ќе успее да isprofilira кандидатски листи со кои ќе излезе на избори? Мислам, како ќе треба да ги избере луѓето, по кој критериуми? Со кој механизам? Сепак ќе дојдат до идеолошки некаков критериум. Сакаме да имаме, например, сега, на листата луѓе кои се исклучително по националното прашање, Косово не го даваме и така натаму. Други кои сакаат да, не знам, во Русија кој има тој сентимент проруски реално. Или прозападен, Европска Унија. Како ќе изберат? Боре, ја разумем. Го имате ли тоа? Дали таа дебата се води воопшто? Апсолутно, и разумем питање, и то питање е легитимно и у Србија. Многи се питају. Студенти су припремили своју листу, dakle 250 кандидата кои се налазе на избор на njihove листи за изборе за парламент, јели? Меđutim, држају у тајност, имајуќи у виду просто природа режима sa којим се суочавају. Уколико би ти направljena листа и koliko je meni poznato, postojali su prilično definisani, da kažem, kriterijumi koji obezbeđuju da sve opcije političke ideološke budu zastupljene na toj listi. Ali opet kažem... Вклучувајќи ги активните политички опции во српскиот парламент? Не. Па онда како онда ќе се... Прашувам нешто што го знам. Како тогаш ќе се стигне до нови избори ако овие што треба да гласаат во парламентот воопшто не се вклучени во предлогот за промени? Дали тоа може да се случи од улица? Што? Ќе излезе Вучич и каже добро, притисокот е многу силен, на 5. мај одиме на избори. Како ќе се... Сашо, све су супер питања, али просто у тренутку кад се суочавате са елементарном непогодом, не питате за кого ćete гласати и дали више волите Москву или Брисел, него се групишете, kreirate jedan front, bilo bi idealno kada bi taj front, posebno taj studentski deo, smogao snage da se suprotstavi onome što je ključni element Vučićeve vladavine i Vučićeve politike već godinama u Srbiji. A to je njegov, u stvari, veliki uspeh. A to je da je učinio da je nepoverenje postalo glavni princip u odnosima u politici, u društvu u Srbiji.
I sada, kada imate opšte nepoverenje, kada studenti ne veruju političkim strankama, stranke ne veruju nevladinim organizacijama, medijima, to je jako teško. I u takvim okolnostima nije jednostavno tražiti od studenata, od tih mladih ljudi koji tek se politički profilišu, da iskorače i naprave još jedan korak, iako je on neophodan. I o tome možemo da pričamo. Dakle, neophodan je korak koji bi pokazao da ta njihova moralna vertikala koju oni danas nose u Srbiji, etička snaga u politici, da se na neki način pretoči u mere, u mehanizme za uspostavljanje poverenja. Da se pruži ruka nekim to je proces, političkim... Apsolutno. Ali opet kažem, kada se nalazite na vetrometini i kada nailazi oluja, mislim da su ta pitanja ideološkog profila u drugom плану. Бидејќи сме сите во студиово доволно стари да памтиме и режими пред на Вучич и така натаму, како ги споредувате Милошевиќ и Вучич? Што се нивните исти страни и разлики? Не го прашам ова заради некаква, што ја знам, модерна... Прашам во смисла на тоа како паѓаше Милошевиќ од власт, а како може или не може да падне Вучич од власт. Каде се они слични и различни во начинот на кој што владеат? Има една сјајна книга, препоручуjem би вашим гледалцima, од Ане Applebaum, зове се Autocracy Incorporated, gde ona prikazuje autokrate širom sveta kao jednu korporaciju koje sarađuju i uče jedni od drugih. Dakle, gospodin Vučić je odličan učenik i on je dosta naučio od gospodina Miloševića, ali opet kažem, magisterirao je kod Mila Đukanovića u smislu te dugovečnosti, opstanka na vlasti. On se razlikuje u jednoj veoma bitnoj stavci u odnosu na Miloševića, a to je da je on prepoznao da za dugoročan opstanak na vlasti mora da se pretvara, da je blizak sa velikim silama. Milošević to prosto, sad kada analizirate njegovu politiku od 90-ih na ovamo, on je amater u odnosu na Vučića. Dobro, bea i vojni, bili su i ratovi. Apsolutno, bio je drugačiji kontekst, to sve stoji, ali Milošević, za razliku od Vučića, nije uspeo da pročita zeitgeist, nije uspeo da pročita duh vremena u tom trenutku. On je od Rusije, dok se Rusija raspadala, od Sovjetskog saveza, tražio zaštitu, dok je čitava istočna Evropa hrlila na zapad. Dakle, u tome se on razlikuje suštinski. Gospodin Vučić je bio ministar u vladi Slobodana Miloševića, u vreme Slobodana Miloševića, pardon. Tako da, što se tiče kontrole medija, recimo, tu se nimalo ne razlikuje. Polna ta funkcija i beše. Apsolutno, s tim što je on to digao na jedan viši nivo i ta kontrola medijske scene u Srbiji nikada nije bila na ovom nivou tokom Miloševićeve vladavine. Tokom Miloševićeve vladavine vi ste imali nekakve radio stanice, lokalne, nacionalne mreže koje su emitovale i programe BBC-a, Slobodne Evrope, Voice of America. Dakle, bilo je mnogo više pristupa alternativnim vestima. Danas je jako teško doći do kritičkih vesti ukoliko niste pretplaćeni na određene kabelske provajdere. Dobro, ja sledam verovatno i Borjan sigurno 20 подкасти кои што се ултра критични према Вучич и неговото владење, од сите можни идеолошки позиции, од ултранационалисти до ултрадемократи и така натаму, така што претпоставам дека ова маса народ што излезе на улиците во Србија, всушност веќе и не ги следи, не ја следи радио-телевизија. Добро, сега сепак едно друго време, социјални мрежи и така натаму. Ја не верувам дека може да се сокрие нешто. Сега со едно стори на Инстаграм вие 200.000 имате, нема начин он да го сокрие, например, она што и се случува на мајка пред парламентот или масата народ која се појави во Нови Сад и во таа смисла е многу, стварно е смешно кога излегува со бројка дека 39.000, така нешто беше бројката као. Што стварно неверојатно, а ти на Инстаграм гледаш, 500.000 луѓе гледаат дрон кој покажува Нови Сад дека е преплавен од луѓе. Мене сепак ми е поголема, Вучич е доста јасна работа што е и дури како што ќе се случува со него. Она што е нејасно е студентите. Пак ќе
пак ќе прашам, каде ти како политиколог со цело твое искуство, како ја гледаш Србија од сега за 2 години? Za 2 godine nadam se da će Srbija izgledati mnogo bolje, da će Srbija prosto imati funkcionalne institucije, ali kako ćemo doći do toga, to je pitanje koje u ovom trenutku zaista nemam potpuno odgovor. Ja i dalje mislim, nažalost, da bez medijacije sa strane, dakle od strane Evropske unije ili nekih velikih sila, da Srbija kao tako raspolućeno društvo nema kapacitet da dođe do nekog željenog ishoda i do rezultata, odnosno do pomirenja. Mislim da ova vlast nema kapacitet da krene u neku konstruktivnu pomiriteljsku, da kažem, misiju i da se vratimo na ono staro i mislim da će ta Srbija za 2,5 godine izgledati ipak drugačije. Ono što je jako opasno jeste što prosto Srbija u ovom trenutku ima ozbiljne ekonomske izazove pred sobom, ima ozbiljne energetske izazove pred sobom i to sve mogu biti, kako se to kaže, katalizatori, trigeri za pojačanje prosto efekata krize u kojoj se nalazimo. I zato je u kontekstu evropskih integracija Srbija suviše važna da bi bila puštena tek tako sa strane. Jer ako se nešto nestabilno desi u Srbiji, dođe do nekih nemira, ti nemiri lako mogu da se preliju i preko granica regiona i na taj način ugroze i budućnost nekih koji su u ovom trenutku napredniji u procesu evropske integracije. Kako je vaše izveštaje od Evropske unije ovoj pati? Ove godine je najlošiji od kad se emituju, odnosno objavljuju, i zaista pokazuje vrlo realnu sliku jedne zemlje koja luta, koja ne zna u kom pravcu želi da krene. Na kraju krajeva u samom izveštaju se kaže da visoki državni predstavnici moraju da se uzdrže od kritikovanja i anti-EU retorike. To je zemlja koja se ne usaglašava sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije u trenutku kada je svrstavanje na dnevnom redu. Dakle, kada imate podeljeni kontinent u ovom geopolitičkom kontekstu usled agresije Rusije na Ukrajinu, kada niste sa Evropskom unijom, onda vam se ne veruje baš toliko. Nemaju ljudi poverenja u ono što dolazi iz Beograda. I mislim da je tu propuštena velika šansa pre sad će već 3 godine od kako je izbio taj sukob, odnosno od kad se desila agresija, da se Srbija na neki način prestroji na evropski kolosek. U Srbiji, kad pogledate strategiju proširenja koja je publikovana uz godišnje izveštaje za zemlje u regionu i kada pogledate taj generalni presek, vi ćete vidjeti da u oblastima poput pravosuđa, elemenata zarobljene države, zaštite osnovnih prava na izražavanje, Srbija se ne nalazi u društvu Makedonije i Crne Gore i Albanije. Mi smo tu u društvu Gruzije i Turske. Dakle, zaista jedna veoma precizna, veoma klinički onako precizna dijagnoza jedne zemlje koja ukoliko se ne trgne u narednih godinu, dve, rizikuje da ostane na marginama evropskih tokova. Na to dodajte još i veoma, kako se to kaže, unfavorable, nepovoljni. Nepovoljnu, tako je, demografsku projekciju. Srbija nema baš veoma, da kažem, srećnu budućnost ukoliko se ne prestrojimo na ovaj kolosek sa Albanijom i sa Crnom Gorom i ne treba zaboraviti Moldaviju. Dakle, Moldavija je u toj grupi također. Dobro, mnogo me interesira kako vi se чинат odnosite помеѓу сега, актуелните, помеѓу Белград и Москва. Веќе гледаме противречни, гледаме ка Вучич се обидува седи не на 2, на 5 столчиња. Тоа Москва го толерира. Тоа го толерира и Европската унија со години на тоа седење на сите столчиња така, но се чини дека работите се помрдна, особено заради најновите санкции и така натаму. Какви се односите на Белград со Москва? Па еве, у тој контекст на бидејќи со Брисел знаеме какви се односите. На Белград со Вашингтон. Има ли тука некаква рамнотежа која што Вучич се уште ја
ја цеди, ја ферментира за своја корист. Pa čitava ta politika sedenja na više stolica je veoma kockarska spoljna politika. Vi ulažete određene uloge na različite igrače i očekujete povoljan ishod. Mislim da saradnja sa Moskvom pre 2 godine je trebalo bude prekinuta. I to je prosto, možda je lako reći, ali Srbija je dosta, da kažem, posebno vezana za Moskvu u oblasti energenata. Ali u takvim okolnostima prosto vi morate da odaberete stranu. Nažalost, ta saradnja između srpske vlade i ruske vlade je veoma razvijena u oblasti razmene informacija i saradnje bezbednostnih službi. Pa tako veoma često imate tekstove ruskih službi bezbednosti koji ukazuju na određene i najavljuju određene pojave u Srbiji, šarene revolucije i ostale konstrukte koji imaju svoju političku ulogu. Taj odnos prosto nije iskren i oba partnera su svesna da onaj drugi zna da nisu iskreni u tome. Rusija Srbiji treba zbog energenata, zbog Kosova, koji dalje predstavlja jednu veliku temu, da kažem, u srpskom političkom životu. A Srbija Rusiji treba kao jedna odskočna daska i mesto u mekom trbuhu Evrope i mogućnost da prosto svojim uticajem na neki način smeta, igra tu remetilačku održava jednu nestabilnost u Evropi. Tako da taj odnos, kažem, zasnovan je na nepoverenju i na nekoj simbiozi ta dva nepoverenja. Eskalira to odnos сега ili ne eskalira? Biće ga gledam poslednite zamjerke oko izvoz na oružje. To je jako teško zaključiti, zato što prosto ne možete uhvatiti određeni trend. Jedan dan smo tako je, a drugi dan... A da se ne iznenadimo ako sljedećeg meseca Srbija bude u NATO. To je odlika te SNS, da kažem, spoljne politike. To nije spoljna politika države, već spoljna politika partije. I, kažem, oni se kockaju, stavljaju čipove na neke igrače. Tu ne možete veoma precizno definisati šta će se desiti sutra. Каков е кредибилитетот на Европската унија во Србија, Срđan? Pa mislim da je ovaj poslednji izveštaj Evropske komisije na neki način tim kritičkim tonom povratio dozu kredibiliteta. Zato što u prethodnih 5 i više godina ti izveštaji su zaista bili provlačeni su bili kroz jedan ideološki filter koji je prosto forsirao tadašnji komesar za proširenje, koji je do tada, pre nego što je stupio na tu funkciju, bio je Orbanov ambasador u Briselu. Сега читаме дека бил и задолжен за цела мрежа. To navodno, to ne znam. Navodno, da. Ali još ja kažem, tu je postalo jedno ideološko razumevanje i zbog takvih izveštaja koji su na neki način spuštali značaj krize koja se dešava, demokratske krize u Srbiji, Komisija, odnosno Evropska unija, je gubila na kredibilitetu. Sa dolaskom nove komesarke, gospođe Kos, ipak se desila značajna promena u liderskom stilu, da kažem, ponašanju. Ona je, kada je prvi put došla u Srbiju, nije se ni videla sa predsjednikom države, jer on nije nadležan za pitanje evropskih integracija, nego se videla sa predsjednikom vlade i sa ministrom. I to je bila jedna vrlo onako jasna poruka da se nešto menja. I ovaj jezik ovog izveštaja mislim da nosi dozu svežine i jednog novog pečata koji sama komesarka donela. Imala je jako dobre poruke. Iako von der Leyen se ušte nasmejana od duši. A ne. Možda su isključak na poslednji. Poslednji sastanak je bio veoma hladan i veoma precizan. Nije bilo razmene osmeha, nije bilo tog govora tela koji... Bilo je vrlo hladno, bilo je vrlo uzdržano i sama činjenica da je von der Leyen čitala govor govori da nije bilo prosto mesta bilo kakvoj, da kažem, kako se to kaže? Improvizaciji.
какво ќе е влијанието, ја и Сашо се расправаме Извинjam за се, тоа. само да завршим мисла. Да, Мислим да je ključno za tu promenu ponašanja i percepcije Srbije činjenica da imate 100.000 ljudi na ulici. Dakle, to je promenilo prosto... Pa to ne može da se ignorira. Apsolutno. To je tema i to je... Во која мера влијае ова поместување на Европската унија, односно мрднување од некоја мртва точка реторичка, која стана и демагошка, проширување, никако да се случи проширување. Прв пат гледаме дека постои надеж дека ќе има прием на нови земји членки, дури со датум. Дали тоа на било кој начин влијае врз идеолошката определба на тоа што ќе биде, каде ќе оди Србија, кој ќе биде нејзиниот надворешниот политички приоритет, да речем? Svakako da ima uticaja. I upravo si, zato što sa formiranjem ove nove komisije na čelu sa von der Leyen, dakle von der Leyen 2, ona je rekla da će raditi na pripremi Evropske unije za proširenje. To je prvi put da imamo tu vrstu signala, da je Evropska unija spremna da krene u pripremu svojih politika, da pripremi svoj budžet. Сепак тоа повеќе заради Украина, отколку заради целиот Западен Балкан, веројатно. Ali Sašo, nemamo luksuz da budemo gadljivi. Dakle, niko ne spori da je... Sašo, cinizmот денес му е... Да спрема Европску унија ради Македонија. Ако Apsolutno. сака да не голтнат за едно попладне... To je realnost. To nije cinizam, mislim da je to realnost. I, nažalost, trebalo je da Rusija napadne Ukrajinu, da se Evropska unija trgne i da kaže, ok, ovo je vreme geopolitike, ovo je vreme real politike, ukoliko želimo da igramo važnu ulogu u 21. veku, mi moramo da pokažemo sposobnost da budemo strateški autonomni. Dakle, da objedinimo jedan geografski prostor, mi imamo tu, da kažem, rupu u tom tkanju, jeli, i da taj prostor postane mnogo više kohezivan sa ostatkom Evrope. Tako da politika proširenja je definitivno vraćena i mi živimo u trenutku kada je završeno sa zamorom od proširenja. Dakle, Evropska komisija kreće u pripremu pristupnog sporazuma sa Crnom Gorom. Evropska komisija ozbiljno sagledava mogućnost da i Crna Gora, i Albanija, i Moldavija, možda i Island, veoma brzo, negde od 2030. 32. postanu nove članice. I to ima veliki uticaj na javno mnjenje u Srbiji. Znate, tema da će Crna Gora i Albanija biti u Evropskoj uniji pre Srbije. I Moldavija, nota bene, mislim. Tako je, i Moldavija. To ima efekta. Ljudi pričaju o tome. Kako je to moguće? Kako je to moguće da jedna zemlja koja ima sve kapacitete, koja je počela među prvima i koja je pre, te 2014. ja sam bio u Briselu na prvoj konferenciji sa pregovaračkim timom. Mi smo imali projekciju tada do 2018. da ćemo završiti sve unutrašnje pripreme i biti spremni za članstvo u Evropskoj uniji. To dan danas stoji u pregovaračkoj poziciji Srbije. To je javni dokument, možete videti. Dakle, 2018. je davno za nama. To je pre korone vreme. Dakle, očigledno da Srbija, odnosno srpske vlasti, nisu dovoljno bile iskrene u svojim težnjama i nisu na adekvatan način sprovele neophodne reforme. Zašto nisu? Zato što većina tih reformi praktično vodi u razvlašćivanje onih koji su korumpirani, koji su povezani sa organizovanim kriminalom. To je prosto realnost. Додека сме во геополитички води, каде е сега Вашингтон? Гледам дека почна денеска вчера да се расчистува оваа зграда на бившиот генералштаб и така дале. Каде е во целата оваа комбинација? Мислам, тоа се персонални односи со семејството на Трамп или е тоа сепак некоја америчка позиција која Vučić misli da iskoristi za nekakve svoje koristi? Ne, tu nema sistemske politike, to je sve lični kontakt sa porodicom. U ovoj, opet kažem, kockarskoj igri, da se stave i korupcijskoj igri, na kraju na krištата, to je i to je posao za i to nema veze со geopolitika, ako ne se. Во таа смисла, во која мера ова померање на Додик
и вадење од играта влијае врз позицијата на Вучич? To je svakako situacija koju nije očekivao. I to je više nego očigledno da tu je došlo do nekog sukoba. Mile ga prodao. Sad, mi to ne možemo da znamo, znate, možemo da spekulišemo šta se tu desilo, ali očigledno je da je neki dogovor sa gospodinom Dodikom postignut, a da Beograd nije bio uključen u to. I to odmah u tim okolnostima kada je spoljna politika zasnovana na privatnim kontaktima, to dovodi prosto do nepoverenja. Dobro, što je pravo Vučić i Dodik nema dobri odnosi ni пред оваа како нема, беше на митинг. Да, они одат на митинзи, се посетуваат, меѓутоа се оговараат исто така, пошто мислам дека Додик во одредени политики му беше товар на Вучич за водење на некаква регионална политика, бидејќи го држи, го вовлекува во проблеми во кои е Босна и така натаму. Или? Не, mislim da je bio jako dobar igrač na šahovskoj tabli. Nosiće glasači na izbori. Da, to pa se kako normalno to. Znate, prosto, to je šahovska igra. I vi pomerate figure na šahovskoj tabli kako vam situacija zahteva. Pa tako imate, recimo, ljude koji su otvoreno proruski nastrojeni u srpskom establishmentu, bili su do nedavno i u vladi Srbije, u vladi koja se nominalno zalaže za pristupanje Evropskoj uniji i tvrdi da je to njen strateški izbor. A onda imate ljude koji kažu mi nikada nećemo u Evropsku uniju i sede u toj istoj vladi. Pa dakle, to su, da kažem, ljudi koji imaju određenu ulogu i njihovo delovanje isključivo u funkciji unutrašnje politike. Kada mora nešto na spoljnopolitičkom planu da se da, onda su aktivni oni proruski glasovi, da se kažu, evo, mi nećemo odustati od ljubavi prema Rusiji, iako o Rusiji malo znamo i malo imamo čak i istorijskih tačaka koji bi nas vezivali na način da ih zovemo braćom. Imajući u vidu koliko puta su radili da kažem, i o glavi i o teritoriji nekadašnje Srbije. Srđan, ima ova приказка околу српскиот свет, која им боде очи и во Брисел. Па, може би и на Вашингтон. Се додуше Вашингтон не знаеме тоа веќе на што како реагира. Во еден од извештаите на Европскиот парламент, например, многу експлицитно на Македонија и се забележува што инклинира на известен начин кон тој српски свет. Во тој српски свет нели беше Додик, тука е влијанието на Вучич преку тој српски свет, политичко сериозно влијание во Црна Гора. И така една во кругови во Македонија исто. Да, во круг, па затоа реков во извештајот на Европскиот парламент Македонија беше посочена како веќе дел од српскиот свет. Ова изјава на Мицковски, ние и Србија втори. А и на Апасиев како одговор на Вулин честитката. Да, на Вулин честитките. Тоа е тоа. Кои се перспективите на српскиот свет како таков, односно на една хегемонистичка политика, идеологија која дефинирана од Добрица Чосич, ако може така да кажам, која Милошевиќ ја спроведуваше, а и Вучич во известна мера, не толку, може би, доследно како Милошевиќ, но секако дека му беше им својствена. Дали тој српски свет пропаѓа заедно со Вучич практично? Или Ne, mislim da ideja srpskog sveta će uvijek biti prisutna u srpskoj politici. To je jedan zastareli nacionalistički koncept koji veoma dobro obezbeđuje glasove. Među starijima, među konzervativnijima, među neobrazovanima, među onima koji nemaju sredstava da putuju, dakle socijalno, da kažem, na nekom socijalnom nivou ugroženima. I mislim da ta ideja će uvek imati svoje pristalice u Srbiji. Utoliko ona je jako opasna kada se promoviše sa najviših pozicija. Međutim, ako pogledate sve novinske, medijske dostupne izveštaje, vi ćete videti da gospodin Vučić nikada nije pomenuo srpski svet i nikada nije promovisao srpski svet. To uvek radi neko drugi za njega i opet kažem, neko ko je figura na šahovskoj tabli koji ima zadatak da promoviše tu priču. Ako neko, Vulin se go... U tom slučaju Vulin ili neko drugi. Dakle, ako neko smatra da se u Srbiji u politici
pita bilo ko nešto osim gospodina Vučića, taj se vara. Dakle, ta ideja je potekla iz tog okruženja, ali on je veoma pametno nikada nije sam promovisao. Ona je utoliko opasna zato što prosto čitava ta ideja srpskog sveta dovodi u pitanje sve mirovne sporazume nakon ratova 90-ih. U Bosni i Hercegovini ona izaziva ozbiljan strah, pa i u delovima Crne Gore. Tako da to zaista je jedna neprihvatljiva, opet kažem, retrogradna nacionalistička priča koja se može desiti, prosto može u jednom trenutku poslužiti da mobiliše, da kažem, glasače, ali njena realizacija je jako, jako neizvesna, rekao bih, gotovo i nemoguća. Srđan, možda je dobro da završime со што друго освен со Косово. Бидејќи тоа е сепак централната точка на, би рекол, на сите... Каже, ќе се прекршат многу работи. Така е, и на овие што протестират. Ајде да го поставам прашањето на еден поинаков начин. Дали во Србија... Сашо, могу ли вас прекнути само на трен? Dakle, to što se viju neke zastave tamo i što neko viče Kosovo, Kosovo, ne znači da je Kosovo u vrhu interesa građana Srbije. Kada pogledate neka poslednja istraživanja, mislim da je Kosovo palo na neko 8. 9. mesto. Tako da, nemojte da padamo svi... Da, znam, ali politički vo Srbija se ušte se gine... Jeste, naravno je teška politička tema. Apsolutno, apsolutno. Znači, ona će izbije odmah na prvo mesto ako se javi političar koji će kaže... Čim se javi neka nestabilnost na terenu, da. Znači, moето prašenje je следно. Se formira li svest vo Srbija? На извесен начин ние таа свест во Македонија успеавме 2001 да ја развиваме и да ја формираме, дека дури и така тешко прашање како што е косовското прашање за Србија, може да се реши преку европска агенда. Дека на крајот на криштата, кога ќе паднат границите и кога сите ќе станат отворени за секако вид на контакти и така натаму, дека тоа нема да биде прашање кое што сега влече со толкава... Дали некој уопште игра на таа карта во Србија или се уште е тоа прашање кое може би е на 8 место по интерес до моментот додека не треба нешто да се реши за Косово? Prvo, to jeste teško političko pitanje. Drugo, ono što je ključno u sadašnjem dijalogu između Srbije i Kosova jeste što nijedna od strana nije zainteresovana za rešenje. Kosovskата strana je isto tako deo od problemot. Apsolutno. S druge strane, iako je meni to nerazumljivo, jer oni su ti koji nisu priznati od 5 članica Evropske unije, oni su ti koji bi prosto morali da nekako razmišljaju strateški šire. I živimo u trenutku kada prosto pojedini svetski političari bi učinili sve za Nobelovu nagradu. Dakle, taj konflikt između Srbije i Kosova je šansa za srpske i kosovske političare da dobiju tu Nobelovu nagradu. I mislim da je jedini način da se reši to teško političko pitanje tako što će Srbija i Kosovo zajedno ući u Evropsku uniju. I tako što će izbrisati tu veštačku granicu i reći danas, od današnjeg dana, isti zakoni važe i za Srbe, i za Albance, slobodno se krećemo, slobodno komuniciramo. Tako da prosto, ja se iskreno nadam da ću u jednom trenutku doći do toga. Danas nema dovoljno političke hrabrosti u Srbiji da se priča o tome. Postoji par izuzetaka, mladih, da kažem, političkih stranaka koji imaju vrlo profilisan stav vezano za taj dijalog sa Kosovom i potrebu i pomirenja i napretka u odnosima, ali plašim se da ta politika ne donosi glasove na izborima i da će te stranke, nažalost, platiti i tu cenu. I iz tog razloga ta tema nije, da kažem, u ovom trenutku toliko na vrhu prioriteta. Ali opet kažem, mnogo više, kada gledate studentske proteste, građanske proteste, mnogo više pažnje treba posvetiti tim epizodama kada mladi Bošnjaci, mladi muslimani iz Novog Pazara putuju kroz Srbiju, pa noće u manastiru, pa se zahvaljuju starešini manastira što ih je primio na konak. Ima toliko tih pozitivnih i lepih priča i ta generacija, koliko god imala izražen taj nacionalni naboj, istraživanja koje su radili profesori iz Fakulteta političkih nauka pokazuju da istovremeno
imaju izuzetno izraženu prijemčivost drugog. Dakle, nisu ekskluzivni. Oni možda jesu nacionalno svesni da su Srbi, pravoslavci, ovakvi, onakvi, ali nisu isključivi. Dakle, tu nema nekog, to je mnogo više patriotizam, rekao bih, nego što je nacionalizam ili tek šovinizam. I to meni daje nadu da ti mladi ljudi ipak donose jednu novu energiju i ja bih voleo prosto i kad bi ta pozitivna energija se na neki način i proširila i kad bi mladi u čitavom regionu preuzeli mnogo odgovorniju ulogu u vođenju naših zemalja, imajući u vidu da je naša generacija dosta toga zabrljala, a nismo uspeli da... Доаѓа ново време, нови луѓе и да, на нив е и иднината на нив им припаѓа. Што ќе случи со Вучич? Имаш едно прашање такво од гледач. Која е иднината негова? Лично. Еве, да речеме дека ќе дојде до некој расплет, дека ќе има избори, дека на тие избори ќе се создаде доволна политичка тежина на страна на опозицијата или кој год да, и дека Вучич ќе треба падне од власт. Што ќе се случи со него? Бидејќи маса од луѓе што јас ги следам, меѓу нив има и разумни, не се тоа само навивачи на едни и на други, они апсолутно сите се согласуваат дека он ќе биде апсен. На тој начин не се создава ситуација во која човеков кој треба да падне од власт знае дека ќе го апсат. Тоа е тешко прашање да одговориш веројатно. Не, јако е тешко, dakle to sad smo u sferi spekulacije, šta bi bilo kad bi bilo. Ono što Оти се извидувам, еден наш таков лидер го спакува у Гепек, еве го у Будимпешта. Има ли Вучич може таков излез? Zaista na to pitanje ne mogu odgovorim jer je prosto, kažem, sve doza spekulacije. Ali ono što je bitno za neku buduću demokratsku Srbiju jeste da svi oni koji su se ogrešili o zakon odgovaraju pred sudovima za to. Pa bio to i predsjednik zemlje. Ukoliko ne dođe do tog do dokazivanja da je završeno sa nekažnjivošću, da više ne možete da prebijete nekoga na ulici, da ga pregazite kolima i onda da budete abolirani, takva Srbija neće imati srećnu budućnost. Dakle, buduće vlasti će imati ogroman teret, morat će da obezbede prvo poslove u jednoj ekonomskoj situaciji koja neće biti sjajna i drugo morat će da obezbede pravdu. Ako ne obezbede jedno ili drugo, Srbija postoji rizik da upadne u jednu, da kažem, spiralu nestabilnosti, stalnih izbora i brzih promena vlasti poput onoga što se dešava u Gruziji. Mislim da je Gruzija prilično rečit primer zato što se radi o korumpiranim političarima koji su apsorbovali ogromne količine novca i postoje brojne indicije, istraživački novinari u Srbiji su vrlo hrabri i radili su dosta na tome, trpe i pritisak zbog toga i napade, da su velike sume novca izvučene iz Srbije i da taj novac može poslužiti i za na neki način upravljanje zemljom i sa neke rezervne lokacije. Tako da pravda, pravičnost, nekažnjivost, to će biti veliki zadatak za buduću vladu. I veliko iskušenje. Apsolutno. Kao велики циник овдека, welcome to the club, бидејќи ние ги имавме тие сите ветувања за нема правда, нема мир, на крај испадна дека има и мир без правда. Да. Срđане. Па да завршиме овде време, да, убав разговор. Вредеше, мислам, стварно ние во Македонија имаме многу малку информации околу тоа што на вистина се случува таму и што е која е иднината. Некој работи малку. Па не знаат и србите што е. Па очигледно, не. Океј, ама друго е кога ќе слушаш од нив, друго е ние која нагаѓаме од тука. Не, всушност ние сме преплавени со информации. Да. Ама од тоа преплавување не можеме да процениме што е всушност релевантно, што е порелевантно, што е помалку релевантно, особено за генералната јавност. А доста е вака тажно што практично ниеден медиум не го следи тоа со внимание да го анализира, да го таа дебата воопшто ја немаме. Иако е Вучич најприсутниот политичар во македонските медиуми. Тука се негде со Мицко се пата-пата. Pazite, ono što je moja sugestija uvek da
da bežite od onoga što je pojavno, ono što je vidljivo na televiziji. Prosto treba malo zagrebati površinu i zbog toga ima mnogo toga što je jako dobro, što je jako pozitivno. Ima i onoga što nije, ali činjenica je da se ti mladi ljudi suočavaju sa ogromnim izazovima, da i krajnja desnica i krajnja levica tu imaju svoje interese i da nije nimalo lako očuvati taj sistem funkcionisanja na osnovu te direktne demokratije kako oni to rade. To je veliki izazov za njih i mi kao stari možemo samo da kažemo svaka čast što su izdržali ovoliko i da izrazimo prosto nadu da ćemo u nekakvoj zajedničkoj borbi uspeti da dođemo do te neke demokratske i stabilne Srbije. I дека od nas naučile kako ne treba. Pa znate kako kažu, pametni uče na tuđim greškama. Срđан Мајстороvić, благодарам што беше гостин. Hvala vam. Благодарам, баш беше занимљиво. Сашо, јас и ти треба да довршиме нашата дебата. Ама, и тоа да кога не закажеме... сум со температура 37. Боријан, ние никогаш нема да завршиме нашата дебата у наредни 10 години. Ти ќе победиш у дебатата кој ќе станеме членки на Европска унија, тогаш вака ќе ти се поклонам. Ќе биде и тоа. Исто види, кој што викавте, нема проширување. Нема проширување се случува. Тоа. Добро, да се заблагодариме за вниманието и да посакаме добар викенд. Така е, добар викенд и се гледаме следниот петок во исто време, а во меѓувреме, можеби следниот викенд ни доаѓа заедничка емисија со Инфомакс, не сум сигурен. Можеби следниот викенд ти не си во Скопје. Ау, да, имаш право. Така е, ќе се јавим ја од некоја локација надвор од Македонија. Ви благодариме во секој случај и се гледаме следниот пат.